Ви благодарам. Знаев дека нема да се прифати амандманот, но во новата програма на ВМРО-ДПМН за изборите во април 2020 година сите овие проекти ќе бидат ставени и во наредните 4 години ќе бидат реализирани. Тоа ВМРО-ДПМН во изминатиот период го покажа како се работи. Сите овие канализациони системи во Пирава, Јосифово и Удово се реализирани од локалната и државната власт на ВМРО-ДПМН. И првата фаза со изградба на колекторски систем за боемискиот дел, кој што чинеше 565.000 евра, и втората фаза, која што сега се изведува, е обезбедена техничка документација и потпишан е договор претходно од локалната власт на ВМРО-ДПМН. Нема што да очекуваме, СДСМ, како и обично, ништо не прави за општината Валандово и граѓаните се свесни за тоа, но ние како пратеници имаме обврска да поднесуваме амандмани и да ги застапуваме нивните интереси и да бараме од владата, од мнозинството, да слушнат дека некои граѓани, како што се граѓаните на Валандово, на општината Валандово, кои што платија цели 18 милиони денари при распределбата на оние од законот на 50 милиони евра за подмирување на обврските на останатите општини во државата. Значи, потенцирам, почитувани граѓани на општина Валандово, вие плативте 18 милиони денари за да ги покриете обврските на големите општини, односно плативте пари за луксузирање на некои градоначалници во Република Македонија, да си купуваат луксузни возила, да си носат на своите плоштади естрадни звезди од Балканот за големите празници, дали се христијански или за Нова година, а тоа им го платија некои граѓани, како што се граѓаните на Валандово, како што се граѓаните на Дојран, како што се граѓаните на некои други општини. Така мала општина, како што е Валандово, им плаќа на големите, како Тетово, како Куманово, како Охрид. Мислам дека е срамно и треба владата да поведе малку повеќе сметка за овие општини и да им помага при реализацијата на круцијалните проекти кои што ќе им донесат реален, подобар живот. Не оној живот кој што вие како мнозинство го имате ветено пред граѓаните. Овој проект, сите овие амандмани кои што ги поднесувам, во најголем дел ги има во програмите на вашите локални власти, ги имавте во програмата за така наречен живот во Република Македонија за изборите во 2016 година, на кои, иако не ја добивте довербата на граѓаните, сепак вие добивте пас да формирате влада. Знаеме како и зашто беше направено тоа, и за да сепак сега, кога ви се овозможи да спроведувате некаква програма за живот на граѓаните, ги одбивате сите амандмани кои што опозицијата ги предлага за подобрување на условите за живење во населените места и општините од каде што доаѓаме, и сметам дека конечно вие како мнозинство во оваа собрание и во оваа комисија за финансирање и буџет при собранието на Република Македонија, дека конечно барем и 1.500.000 денари ќе одвоите за проектна документација за пречистителни станици на отпадните води во населените места Пирава, Јосифово и Удово, за кои што претходната влада и претходната локална власт смогнаа сили, обезбедија средства, изработија проектна документација и ги реализираа канализационите мрежи. Ке си дојдеме пак ние на власт, знаеме дека од СДСМ нема што да чекаме, и тоа граѓаните добро го знаат. Кога е ВМРО-ДПМН на власт, се гради, се работи, се градат патишта, се градат канализации, се градат фудбалски терени, се градат дури 3 спортски сали во мојата општина, и граѓаните ќе си пресудат веќе во април.